Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Како што секоја емисија, така и ова емисија се разбира, сме тука заедно да го слушаме зборот Божи, да го слушаме гласот Божи и да видиме што Господ и ова вечер има да ни препорача на секого еден од нас. Мене ми е мило и драго што навистина можеме да бидеме заедно, што можеме да го проучуваме Словото Господово, затоа што волјата Божја е да ова вечер заедно преку зборот Божи се поучиме, се разбира, се охрабриме, но сепак преку инспирација на Светиот Дух. Ја верувам дека и ова вечер Господ е со сите нас. Каде и да бидиш, Господ ќе биде со тебе. Каде и да одиш, Господ ќе биде со тебе. Не заборавај, Господ ни ветил, што и да се случи во нашиот живот, тој нема да не остави сираци. Бог ќе биде со нас, се разбира, до свршетокот на светот. Дали веруваш? Тоа е клучното прашање. Затоа што Библијата вели дека оние кои што веруваат, тоа е угодно пред очите на Господа. И Бог таквите луѓе ги сакаат. Оние кои што веруваат или оние кои што доаѓаат со вера пред Господа. Затоа што не е возможно да му се угоди на Бога, но меѓутоа без вера. Многу е важно да пристапиме, да направиме чекор на вера пред Господа и да ги изнесиме сите наши потреби и грижи. И ја длабоко верувам дека навистина Бог е милостив и Бог е на наша страна. Тој е наша десна рака. Бог е тој кој е верен, Библијата зборува дека тој е верен и дека тој нема да не остави, ќе биде со нас. Зборуваме за навистина за една тема која што е навистина благословена и богата. Верувам дека многу мина од вас ќе охрабри. Не јас, туку Бог и Словото Негово се разбира. Зборуваме за проблеми со кои ние се соочуваме. Но исто така, кога ќе го читаме Словото Господово, и ви препорачувам оваа вечер да земите да читате Слово Господово. И таму ќе видите дека иако биле Божи луѓе и имале можност да разговараат со Бога, така речено очи во очи, сепак се соочувале со многу проблеми, но сепак Бог бил на нивна страна и Бог им помагал во сите нивни потреби и грижи, во сите нивни потешкотии. Кога биле потиштени, Бог знаел едноставно да ги охрабри. Замислете си кога Данило бил во лавовска јама заради својата вера. Бог испратил ангел и му ја затвори устата на лавот. Потоа кога гледаме Седрак, Месак и Авденаго, тие три момчина кои биле исто така во вжарена печка, Бог што направил? Испратил ангел Господов и ги заштитил со тоа што го решил нивниот проблем. Ја верувам дека ако сите нешта ги оставиме во Божи раце, Бог ќе се погрижи за сите наши потреби и грижи. Многу често пати се поставуваме прашања, а кои се причините за нашите проблеми? Некои од проблемите не смееме да заборавиме дека и тоа несвесно, дека ние сами ги предизвикуваме. И тоа многу често пати. Некои се резултат на дела на кој или на некои други луѓе. Некои се директна последица од работата кој ние си ја вршиме. Некои се резултат на некои сотонски напади, но некои изгледаат дека немаат позната причина или познато објаснување. Дали постои одговор? Видовме во Псалмот 3, во 4 и во 5 псалм, како навистина Господ всушност
дава одговор за сите овие проблеми кои што ние или луѓето се соочуваат. Прашањето со кој што ние сите се соочуваме е како можам да се справам со овие проблеми. Дали постои некој механизам, некој приречник со кој што јас можам да се справам со сите проблеми и да ставам, можеби, размислуваме крај на сите проблеми. Не сакам да ве разочарам, но проблемите немаат крај. Додека е човекот жив, ќе се соочува со проблеми. Јас кажав дека проблемите се дел од нашиот живот. Но одговорот и решението го има Господ. Затоа да ги препуштиме сите наши проблеми и грижи. И јас длабоко верувам дека Бог ќе се погрижи за нас. Во 5-тиот псалом, еве што ни е запишано. Чуј ги, Господе, зборовите мои, разбери ги воздишките мои. Видите како псалмистот Давид се моли. Чуј ги, Господе, зборовите мои и разбери ги воздишките мои. Разбери ја маката со која што јас лично се соочувам. Потоа во 12 стих, во тој псалам, 5-тиот псалам вели: зашто ти, Господе, го благословуваш праведникот и со милоста своја го закрепуваш како со штит. Гледате како псалмистот Давид зборува дека Господ е тој кој го благословува праведникот. И Господ со неговата милост го заштитува. Бог е тој не само што ќе ги реши сите наши проблеми, туку Бог сака да не заштити од проблемите. Затоа што реков, некои проблеми се многу сериозни и фатални. Но Бог може да не заштити за да проблемите не ни наштетаат. Затоа треба да бидеме посебно внимателни на сите овие нешта. Затоа е убаво да ги оставиме проблемите во Божи раце, за да се разбира Бог се грижи за сите наши проблеми. Повторно ќе отвориме во 16-тиот псалам, 2-тиот стих. Еве што вели псалмистот. Му реков на Јахве: ти си, Господе мој, без тебе нема блаженство за мене. Без тебе нема благослов. Ти си, Боже, Господ мој. Без тебе нема блаженство. Без тебе нема решение на нашите проблеми. Затоа убаво е да ги оставиме сите наши проблеми и грижи во Божи раце и Бог ќе се погрижи. Еве, повторно ќе отвориме во Псалам 23, кој што вели: Господ е пастир наш. Господ, се разбира, е добриот пастир. Еве што ли псалмистот. Господ е пастир мој и ништо нема да не ми достасува. Тоа е цврста и длабока вера на псалмистот Давид, дека ништо нема да не му достасува. Нема ништо буквално, иако се најавуваат за некои недостатоци во иднина. Но меѓутоа Бог вели и псалмистот вели со сигурностна вера, без разлика се што ќе се случува, Бог е тој кој ќе се погрижи за сите мои потреби и грижи. Потоа Библијата вели: не видов дете Божјо да проси, да нема леп. Бог е тој кој се грижи за сите негови потреби и грижи. Тој ме одмора на зелени патишта и ме води во тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот джезел и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене трпеза, пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со меризливо масло и чашата моја се прелева. Само добрината и милоста ќе ме придржуваат преку сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Гледате го,
4 стих од овој 23 псалам. Која вера ја имал псалмистот Давид? Кога би слегол или би тргнал по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господе, ти си со мене. Псалмистот Давид бил сигурен што и да се случува во неговиот живот, што и да дојде во неговиот живот, какви препреки и проблеми, буриште и бранови да се појават во неговиот живот, псалмистот Давид бил сигурен дека Господ ќе биде со него. И дури тој вели да слезам од долината на смртната сенка, всушност да слезам дури во адот, во пеколот, Господе, ти си таму и ти ќе ме избавиш од таму. Каде и да се наоѓам, од најтемната дупка во светот да бидам, ти ќе дојдеш како светлина и ќе ме избавиш од таа црна темнина. Затоа треба на вистина да имаме една цврста и сигурностна вера и да веруваме дека Бог е со нас, без разлика каде и да се наоѓаме, тој ќе не благослови, тој ќе ни помогне во сите наши потреби и грижи. Кога имаме проблеми, ние обично не остануваме пасивни или незаинтересирани. Се разбира, се обидуваме да најдеме решение за сите наши проблеми. Ние не сакаме да имаме проблеми, кои ги видовме, се разбира, претходно. Туку ние треба да бараме решение и да делуваме според него. Никој не сака да има проблеми и грижи, но реков дека проблемите и грижите се дел од животот. Сите препреки кои ќе се појавуваат во нашиот живот се дел од нашиот, се разбира, од нашиот живот. Но сепак, нели, не остануваме пасивни, не остануваме незаинтересирани, негрижливи за сите наши проблеми и грижи. И најнормално е да размислуваме на еден ваков начин, но од друга страна, можеме да се умориме од грижи и едноставно да потониме. Затоа е многу важно да потониме во нашата вера. Затоа е важно да препуштиме се во Божи раце и Бог ќе се грижи за сите нас. Затоа ова вечер повторно нагласувам, ајде да ги препуштиме сите наши проблеми и грижи во Божи раце. Бог е тој кој ќе најде решение. Ако даде Господ, во наредната емисијата Глас на вистината, ние ќе видиме за какви решенија станува збор. Се разбира, сите наши одговори ќе ги црпиме од Библијата и ќе видиме, се разбира, што Библијата ни зборува по прашање на нашите проблеми. И ќе видиме, се разбира, неколку библиски модели кои што ќе ни помогнат многу подобро да го разбериме самиот Творец на небото и земјата, Господ Бог, меѓутоа се разбира и да го разбериме неговиот збор Божи. Затоа, имајте убаво благословена вечер, Господ нека биде со сите вас и се разбира, ако даде Господ да бидеме здрави и живи, до наредната емисијата Глас на вистината. Се слушаме повторно, Господ со вас и Бог нека ви благослови во текот на целата седмица. Тој нека биде со вас и нека ви помогне во сите ваши проблеми и грижи со кои што вие се соочувате. Пријатна вечер, Господ со вас. Амин. Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Како што секоја емисија, така и ова емисија, се разбира, сме тука заедно да го слушаме зборот Божи, да го слушаме гласот Божи и да видиме што Господ и оваа вечер има да ни препорача на секого еден од нас. Мене ми е мило и драго што навистина можеме да бидеме заедно, што можеме да го проучуваме Словото Господово, затоа што волјата Божја е да оваа вечер заедно преку зборот Божи се поучиме, се разбира, се охрабриме,
но сепак преку инспирација на Светиот Дух. Ја